Време е за вестите. Скопјанка измамила 5 штипјанки лажно представувајќи се им ветувала вработување. Ги олеснила за нешто повеќе од 90.000 денари. Савара Штип денеска и поднесе кривична за измама. 40 годишна скопјанка им таксала работа на 5 штипјанки како поштенски службенички во филијала која наскоро ќе се отвори на Штипскиот универзитет. Ги довела во заблуда, лажно представувајќи се како вработена во дирекцијата на Македонски пошти во Скопје и дека работата ќе ја заврши ако и дадат пари да им обезбеди сертификати. ОС, на која денеска Савара Штип поднесе кривична пријава за измама, се офајдила со околу 1500 евра. Довела во заблуда 5 лица од Штип со лажно прикажување дека е вработена во дирекцијата на Македонски пошти и дека ќе посредува за вработување со отварање на нова филијала на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде истите ќе ги вработела како шалтерски работници, при што ги навела да и дадат пари за вадење на потребните сертификати. На овој начин пријавената се стекнала со противправна имотна корист од околу 93.000 денари. Осомничената скопјанка за измама од порано е позната на полициските служби. За вакви и слични дела и порано и биле поднесувани пријави. Случајот во полиција го пријавиле измамените девојки откако сватиле дека и по 8 месеци откако почнале контактите, од работата нема да има ништо и дека се измамени и ограбени. Ветер со јачина од 97 км на час дуваше денеска во Штип. Според информациите од управата за хидрометеоролошки работи, Штип и Битола денес се градовите со најсилен интензитет на брзината на ветерот. Од регионалниот центар за управување со кризи велат дека дефекти на електричната мрежа од ветерот во Центарот за управување со кризи пријавиле жители од плачковичките села. Без струја во текот на денот во Карбинско останале жителите на селата Оџалија, Габер, Косијак и Радање. Во Лакавичкиот дел без струја останале казнено поправниот дом, селата Софилари, Пенуш, Драгоево и Селце. Прекини во електричната мрежа имало и во Чардаклија, а околу Пладне без електрично напојување останале и неколку фирми во индустријскиот дел на градот. Центарот за вработување Штип ги презентираше мерките за вработување, за мерката за поддршка на мали и средни претпријатија, за вработување на лица до 29 години, интерес пројавиле 19 фирми. Центарот за вработување Штип денеска организираше презентација за представниците на регионалната стопанска комора во Штип за актуелните финансиски мерки за вработување, но и да ги детектираат проблемите со кои се соочуваат работодавците при креирањето на новите работни места. Раководителот на Центарот за вработување Штип Катица Арсова вели дека на средбата очекуваат да ги слушнат и предлозите и сугестиите на бизнис секторот кои ќе се земат во предвид при креирањето на новите мерки за вработување. Таа истакна дека во ревидираниот план е мерката за поддршка на мали и средни претпријатија за вработување на лица до 29 години, а веќе 19 фирми пројавиле интерес за оваа мерка. Оваа мерка најде на особено голем интерес кај работодавачите, бидејќи тие за вработување на тие млади лица добиваат по 153.750 денари за секое ново отворено работно место и максималниот број на лица што може да ги вработи се 5. Значи тоа е секако огромна финансиска поддршка со неповратни средства. А средствата се во форма на набавка на суровини, опрема и репроматеријал. Арсова додава дека работодавачите се должни вработените лица до 29 години да ги задржат на работа 18 месеци. Инаку заменик председателот на регионалната стопанска комора Штип Весна Ангеличкова вели дека бизнис секторот се надева дека од оваа средба ќе научат и ќе се информираат за новите мерки за вработување. Ние сме отворени за соработка и сите вакви информативни средби што ќе ни дадат информации дополнителни, а што значат поддршка на бизнис секторот, секогаш сме отворени и секогаш сакаме да ги имаме и да ги слушнеме. И мене ми е драго што гледам дека денес има и доста посетители. Се надевам нешто ќе научиме повеќе, затоа што кога имаме повеќе информации можеме да одиме напред. На презентацијата на мерките за вработување присуствуваа покрај бизнис секторот и представници на невладините организации, како и невработени лица. Со 1,5 милиони денари ќе се финансираат научните проекти. Министерството за образование преку Фондот за иновации и технолошки развој денес отвори повик предизвик за млади истражувачи.
преку кој со вкупен буџет од 1,5 милиони денари ќе се финансираат научно-истражувачки проекти од областа на природните и техничките науки. Процесот на истражување треба да се основа на научен метод, односно да вклучува формулација, тестирање и потврда или модификација на хипотеза по пат на експеримент и наблюдување. Народниот правобранител има проблеми со финансиската независност, но и со недостаток од стручен кадар. Една од забелешките на граѓаните и активистите. Тие бараат народниот правобранител да има свој потпарол за да побрзо добиват информации. Невладината инфоцентар од Скопје и Хелсинскиот комитет за човекови права денеска во Штип со граѓанските организации и медиумите дебатираа за надлежностите на народниот правобранител. Народниот правобранител и неговите заменици се едни од најтранспарентните, сметаат граѓаните, но тие не се запознати со надлежностите, моќите и силата на народниот правобранител за да ги заштити од дискриминација и кршење на човековите права. Еден од заклучоците кои граѓаните на владиниот сектор ги имаат дадено при дискусиите, забележа Билјана Бекова од инфоцентарот во Скопје. Во Штип пред представниците на невладиниот сектор и медиумите денеска беше презентиран граѓанскиот мониторинг на народниот правобранител, а го реализираат инфоцентарот од Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Некои од граѓаните и од активистите и од новинарите му забележуваат и мала попустливост во однос на претходната власт, но исто така нагласуваат дека во изминатите 2 до 3 години сепак народниот правобранител станува поактивен и она што го очекуваат од народниот правобранител е тој во суштина да биде многу повеќе проактивен, да биде брз, ефикасен во реакциите, да има интегритет, да биде независен и навистина да биде препознаен како заштитник на граѓаните во однос на државните институции. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права забележува дека во изминатиот период извршени се повеќе законски измени за народниот правобранител, но како што рече од она што е на хартија и од она што е во реалноста има голема разлика. Народниот правобранител години наназад се соочува прво со проблем од финансиски аспект, не му е возможена финансиска независност и покрај тоа што еден од принципите, париските принципи, кои што ги дефинираат условите кои што треба да ги исполнуваат независните институции за човекови права, како прв услов ја наведуваат финансиската независност. Заменик народниот правобранител во Штип Елена Ѓорѓоновска-Маневска забележува дека секојдневно добиваат представки од граѓаните и од осудениците во затворот во Штип. Во текот на оваа година доминираат представките од областа на правосудството. Јас гостував на неколку наврати во локалните телевизии, каде што ја наведов надлежноста на народниот правобранител во правосудните органи, дека нема надлежност да преиспитува и да менува правосилни судски одлуки, согласно на тоа јавно обвинителски одлуки, меѓутоа граѓаните понекогаш доваѓаат и за совет како да постапат понатаму, што понатаму можат да направат за да го остварат своето право, кое што не го оствариле ете и во редовна судска постапка. Ѓорѓоновска-Маневска вели дека втората област за која граѓаните реагираат и поднесуваат простевки е и радиодифузната такса, која е од оваа година и веќе укината. Шесетина деца и тинејџери од 6 општини од регионот денес учествуваа на традиционалните четврти поред спортски игри за лица со посебни потреби. Градоначалникот вети дека во наредниот период Штип ќе добие и паркови наменети за лица со телесен хендикеп. Со интонирање на македонската химна денес во спортската сала Јордан Мијалков започнаа традиционалните спортски игри за лицата со посебни потреби. Стојан Чанев од Штип, еден од 60-тината спортисти од 6 општини, кои денес се надпреваруваа во неколку спортски дисциплини. Што сакаш најмногу да спортуваш? Пикадо, пинг-понг, кошарка, фудбал. Сакаш да спортуваш, а? Сакам да спортувам. Се запозна ли овде пријател? Се запознаа овде пријатело. Ке се надпреваруват во повеќе спортски дисциплини, и тоа кошарка, пинг-понг и други рекреативни спортски надпревари. Развивањето на спортскиот дух и спортските вештини се од голема важност за лицата со посебни потреби, истакна градоначалникот Бошварски.
посочувајќи дека во наредниот период општината ќе работи на изградба на паркови наменети за лица со телесен хендикеп. Ќе работиме на подобрување на инфраструктурата во нашиот град и за движењето на лицата со посебни потреби и на формирање на паркови кои што ќе можат да ги користат. Сега ние треба чекор по чекор да работиме да ги подобруваме условите и за спортување, и за рекреација, и за движење на овие лица. Традиционално и оваа година во Штипската библиотека свечено отворена изложбата на цртежи и предмети, изработени од членовите на Сдруженијето Порака. Со нивна презентација на нивните дела што ги имате изработено, ние сакаме на општо на граѓаните да и покажеме дека овие лица можат да работат и други работи. Сигурно за нив представува големо задоволство и среќа што нивните изработки ќе бидат изложени и ќе бидат презентирани пред повеќе луѓе со цел да докажат дека и тие се способни и за повеќе работи, не само како лица со посебни потреби. Денешните активности се дел од програмата за одбележување на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Од денеса нови директори се и двете основни училишта во селата Драгобраште и Блатец. Во основното училиште Никола Парапунов во Блатец, градоначалникот Ивица Димитров ја назначи Снежана Арсова. Во основното училиште Никола Парапунов директорската позиција од денес ја презема Милчо Пешов, наставник во истото училиште. Во изминативе 2 недели нови директори беа назначени и во основните училишта во градот. Администрацијата во општина Штип од утре ќе работи од 7 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути, информираше денеска потпаролот на општина Штип Драган Ристов. Од утре 1 декември 2017 година општина Штип и општинската администрација ќе работат со ново работно време. Администрацијата во текот на следниот период ќе работи со почеток од 7:30 до 15:30 часот, наместо досегашното работно време од 7 до 15 часот. Паузата на администрацијата ќе биде од 10:30 до 11 часот. Со ова се согласува работното време во општината согласно одлуката на владата на Република Македонија од јули годинава со цел унифицирање на работното време во државните органи. Со новото работно време се настојува граѓаните да имаат можност да завршат одредени обврски во општината во поглед на документацијата, сервисите или услугите, а во корелација со нивното работно време. Вчера во сообраќајна незгода на улицата Карл Маркс во Штип повредена е 55 годишна штипјанка, додека како пешак се движела на улица, во неа удрил возач 72 годишен кој го управувал возилото Голф. Повредената штипјанка во незгодата се здобила со тешки телесни повреди, кои ги констатирале лекарите во клиничката болница во Штип, откако со возило на итната медицинска помош итно била транспортирана. ГА е задржана на лекување, а увид на местото на незгодата извршила екипа од СВР Штип. Традиционалната 23-та поред егејска вечер, што ја организира Сдруженијето Македонски егеј во Штип, ова година ќе се одржи во сабота на 2 декември во хотелот Изгрев, со почеток во 20 часот. Предвидена е културно забавна програма и лотарија, стои во соопштението на Сдруженијето Македонски егеј. Поради реконструкција на теренот во Пехчево над преварот од последното есенско коло во рамките на третата фудбалска лига група Исток, Китго Малеш ќе се одигра во Берово. Фудбалските третолигаши од групата Исток полекарно сигурно истрачуваат есенската фудбалска полуетапа, во која останаа да се одиграат уште над преварите од последното 14-то коло. Од раководството на клубот Китго Пехчево стигна информацијата во која се информира за промена на местото на одигрување на последниот надпревар. Имено, според редоследот, тимот на Китго требаше да биде домаќин на екипата на Малеш од Берово, но теренот во Пехчево се уште се реконструира и не е оспособен за надпревари. За таа цел, со заеднички договор на двете екипи, надпреварот Китго Пехчево Малеш ќе се одигра во недела на стадионот Димитар Беровски во Берово. Ова ќе биде возбудлив и до крај неизвесен надпревар, имајќи во предвид дека во прашање е дуел на две комшиски екипи со традиционално ривалство и кое се на првите две места на табелата. Китго е убедливо прв со 37 освоени бодови, а тимот на Малеш е веднаш зад него на второто место со 24 бодови.
За овој дерби надпревар на истокот влада голем интерес и се очекува рекордна посета на навивачи не само од Пехчево и од Берово, туку и од целиот источен регион. Надпреварот Кјутго Пехчево Малеш ќе се одигра во недела 3 декември во Берово со почеток во 13 часот. Тоа беше се што ви подготвивме во денешните вести на Ирис телевизија. Имајте убава вечер.